Парите од Меѓународниот монетарен фонд во висина од 900 милиони евра никако не можат да се искористат за помош на граѓаните и стопанството. Ако некој однапред се израдувал дека финансиите ќе се потрошат за нов пакет помош или раст на плати и пензии, нема причина за тоа. Економистите велат, не се работи за редовен аранжман, туку за посебна линија за ликвидност и претпазливост. Парите можеле да се искористат единствено за крпење на дупките во буџетот и плаќање на достасани обврски. Освен тоа, самиот фонд немало да дозволи ненаменско трошење и ќе спроведе ригорозни контроли. Економистот Абел Бауш не верува дека парите би се повлекле во целост. Нормална работа е да се задолжат, но ненормална е работа како ќе ги користат тие средства. Тоа е веќе политичка работа. Очекуваме до септември во ова темпо на небалансирање на пазарот, најверојатно до септември би се, ако вака продолжи работата, би имало некое урамнотежување во оние макроекономски показатели и тогаш најверојатно би се смирила ситуацијата и затоа тие земат долг од сега со 1% каматна ставка. Според Бауш, јавниот долг од над 60% од бруто домашниот производ е се потешко да се сервисира во ваква ситуација. Јавниот долг за него е загрижувачки затоа што парите се трошат за преживување и тековни потреби, а не за капитални инвестиции, односно проекти кои носат бенефит и додадена вредност во економијата. Не исклучува дека може да се посегне по непопуларен потек како зголемување на даноците. За премиерот Ковачевски тоа што ММФ ќе даде пари било доказ за добрата кондиција на економијата. Вкупните потреби за финансирање ќе се знаат дури по 3 мај, кога ќе заврши посетата на ММФ и ќе се знаат контурите на прекроениот буџет. Она што е позитивно е што Меѓународниот монетарен фонд позитивно ја оцени макрофинансиската и економска стабилност на нашата економија, која што се цени врз основа на перформансите на монетарната политика, фискалната политика и врз основа на перформансите на економијата во целост и врз основа на тоа го одобрува инструментот за финансирање на државите, бидејќи доколку не е така, тој инструмент не би бил одобрен. Министерот Бесими најави дека ќе се издава евроврзница од околу 600 милиони евра, пред да информира дека ќе се повлекуваат 900 милиони од ММФ. Освен тоа, Бесими и самиот економист, спротивно на аналитичарите, уверува дека парите ќе биле наменети за поддршка на бизнисот и граѓаните. Не се знае ниту дали владата сега планира да се откаже од издавање евроврзница. Дефицитот со сигурност ќе скокне на 6% од БДП.